Добре дојдовте на Мундијалски вести на Слободен печат. За нас е уште еден возбудлив ден на светското првенство, во кој Франција и Норвешка стартуваа со победи. Лионел Меси блесна со хет-трик во победата над Аргентина, а Австрија запиша првата мундијалска победа по 36 години. Ќе зборувам и за рекордниот број нерешени резултати на турнирот, за голманот Возинја кој преку ноќ стана светска сензација, како и за новата афера што го тресе бразилскиот фудбал. Франција со победа го отвори настапот на светското првенство, совладувајќи го Сенегал со 3-1 во првото коло од групата И. Помирно и неубедливо прво полувреме, без голови. Триколорите заиграа многу подобро по паузата. Килијан Ембапе го отвори резултатот во 66-та минута, а Бредли Баркола зголеми на 2-0 само 2 минути по влегувањето во игра. Сенегал преку Ибрахим Ембае намали во судиското продолжение, но Ембапе веднаш возврати со својот втор гол за конечни 3-1. Со оваа победа Франција успешно го започна походот кон нокаут фазата, а во следното коло ќе игра против Ирак, додека Сенегал ќе се соочи со Норвешка. Норвешка убедливо го започна настапот на светското првенство, совладувајќи го Ирак со 4-1 во првото коло од групата И. Главна фигура беше Ерлинг Халанд, кој постигна 2 гола и уште еднаш ја потврди својата голгетерска форма. Ирачаните успешно парираа во првото полувреме и преку Ајмен Хусен израмнија на 1-1, но грешка на голманот Хасан му овозможи на Халанд повторно да донесе предност за Норвешка пред паузата. Во продолжението норвежаните целосно ја контролира играта. Лео Остигард погоди за 3-1, а конечните 4-1 беа поставени со автогол на Хусен во самиот финиш. По првото коло во групата И Франција и Норвешка имаат по 3 боди, додека Сенегал и Ирак остануваат без освоен бод. Аргентина ја започна одбраната на светската титула со убедлива победа од 3-0 против Алжир во Канзас Сити. Главна звезда беше Лионел Меси, кој ги постигна сите 3 гола и донесе сигурен триумф за гаучосите. Аргентина со 3 бода направи важен чекор кон пласман во нокаут фазата, а во следното коло ќе се соочи со Австрија. Извонредниот аргентинец со хет-трикот стигна до бројката 16 гола на светските првенства, изедначувајќи се со најдобриот стрелец на светските првенства Мирослав Клосе. Меси стана најстариот играч кој постигнал 3 гола на еден надпревар од светското првенство на возраст од 38 години и 357 дена, соборувајќи го рекордот на Кристијано Роналдо за најстар играч кој постигнал хет-трик. Португалецот постигна 3 гола против Шпанија на светското првенство од 2018 година на возраст од 33 години и 130 дена. Покрај тоа што ја донесе победата на Аргентина, Лионел Меси постави или израмни неколку импресивни рекорди со овој надпревар. Тоа беше неговиот 200 настап за националниот тим, а тој стана и првиот фудбалер во историјата кој играл на 6 различни светски првенства. Со 3 гола тој стана само четвртиот аргентинец со хет-трик на светското првенство. По Гилермо Стабиле, Габриел Батистута и Гонзало Игуаин. Австрија со победа од 3-1 на Јордан го заокружи ефикасниот ден на светското првенство, во кој беа постигнати вкупно 16 гола на 4 надпревари. Австриците ја забележаа првата мундијалска победа по цели 36 години, а до 3 бода стигна благодарение на одличното второ полувреме. Шмидт го отвори резултатот во 21-та минута, но Јордан израмни преку Олван во 50-та минута, кој го постигна првиот гол на својата земја на светските првенства. Клучниот момент дојде во финишот кога Ал Араб се постигна автогол за ново водство на Австрија, а искусниот Марко Арнутовиќ во судиското продолжение од пенал ги постави конечните 3:1. Светското првенство во САД, Канада и Мексико донесе историски почеток. По првата недела од турнирот поставен е нов рекорд по бројот на нерешени резултати во раната фаза од надпреварувањето. Во еден ден дури 4 надпревари завршија безпобедно, нешто што не се случило од 1958 година. Дополнително, дури 8 надпревари на мундијалот завршија реми, со што беше надминат досегашниот рекорд од 7 нерешени средби поставен на шампионатите во 74-та, 82-та и 86-та година. Овие бројки потврдуваат дека конкуренцијата на светското првенство е поизрамнета од кога било. Аутсайдерите се почесто успеваат да им парират на големите фаворити. Вчера светските медиуми беа преплавени со вести за голманот на Земнородските острови, Возинја, кој ќе остана несовладан против европскиот шампион, селекцијата на Шпанија. Искусниот 40 годишен чувар на мрежата, со неколку спектакуларни одбрани ја зачува својата мрежа и беше прогласен за играч на надпреварата. Одличниот настап му донеси огромна популарност надвор од терен. За само неколку часа по мечот, бројот на негови следбеници на Инстаграм порасна од околу 50.000 на повеќе од 9 милиони, претворајќи го во една од најголемите приказни на досегашниот тек од светското првенство.
Нова афера го тресе бразилскиот фудбал за време на светското првенство. Според истрагата на бразилски медиуми, и председателот на фудбалскиот сојуз на Бразил, Самир Хаут, е обвинен дека со средства на федерацијата ги финансирал патувањата и престојот на својата сопруга, но и на наводната љубовница. Новинарот Лео Диас објави дека Хаут престојувал во Њујорк со фитнес предприемачката Камела Кристина Андраде, која била сместена во луксузен хотел, а трошоците од над $10,000 наводно биле платени од фудбалскиот сојуз. Истрагата открива и друг случај од минатата година, кога бразилски инфлуенсерка патувала на финалето на светското клупско првенство во Доха, а нејзините трошоци исто така биле фактурирани до федерацијата. По објавувањето на наводите, од бразилската федерација се огласија со кратко соопштение, без подетален коментар за случајот. Денеска програмата ја отвораат Португалија и Демократска република Конго од 19 часот во Хјустон. Од 22 часот во Арлингтон ќе се сретнат Англија и Хрватска, додека во 1 часот пополнок Гана игра против Панама во Торонто. Програмата е затвораат Узбекистан и Колумбија од 4 часот во Мексико Сити. Тоа беше се од ова издание на Мундијалски вести. За сите најнови информации од светското првенство, читајте Слободен печат.